Амбасадорке, драги колеги, пријатели на Украина, драг Џабир, ова треба да бидат моменти на среќа, но овој не е, овој е тажен. 2 години откако Украина беше нападната неоправедно, војна која што предизвика патење, уништување и најразлични видови кривични дела кои што се наврете на човештвото и на правдата и кои што не смеат да бидат неказнети. Веќе 2 години цел еден народ дава отпор. Овој отпор е за поздрав. Наоѓаат сила и храброст и во чувството за правда. Ја славиме храброста на украинскиот народ и на неговите лидери пред ова војна на агресија. Силно ја поддржуваме Украина и ќе дадеме поддршка на Украина се додека трае војната. Како украинците сметаме дека не смееме да дозволиме рускиот режим да победи во оваа војна. Мораме да победиме во оваа војна. Прво, заради самата Украина, за почетокот на нејзината независност, сувереност и територијалниот интегритет, за слободата на нејзиниот народ, за правдата на која што имаат право. Ова војна е против Украина, не е само против Украина, а ако го дозволиме на рускиот режим да прави што сака овдека, замислете што ќе се случи на друго место. Што ќе се свати тогаш? Дека може да се користи силата како начин на решавање на недоразбирањата? Нашата безбедност ќе биде уништена за секого и секаде. Значи да, секако дека ќе продолжиме да поддржиме Украина и мораме исто така да бидеме свесни за недостатоците, односно за повредите кои што ги има претрпено Русија, проширувањето на НАТО, за зајакнувањето на трансатлантската унија, отварањето на преговорите со Европската. Ова се штети кои што ги претрпува Русија. Исто така има и човечки жртви армијата, нејзините војни неуспеси во врска со главните војни цели, но исто така и на Крим и на Црното море. Влијанието на санкциите, кои што и покрај тоа што не се целости, секако се вистински. Маргинализацијата во рамките на меѓународните организации. Сето ова представува тешки загуби за Русија. Оваа војна ден ќе заврши, сите се надеваме дека тој ден ќе дојде најскоро можно. Но тој ден ќе имаме мир, праведен мир и од Украина зависи да ни каже, чекаме од Украина да ни каже кога ќе дојде ден. Сакаме Украина да воспостави принципи на траен мир, додека на руската страна не постои волја за преговарање. Господи амбасадор, Украина може да смета на поддршката од мојата земја се додека е тоа потребно. Пред неколку дена во Париз нашите двајца председатели потпиша договор за безбедностна соработка кој што содржи конкретни заложби за следните 10 години. За 2024, односно заемо 30 милиони за дополнителна војна помош. Истовремено Франција ќе остане на своето ниво на задачата во НАТО, со тоа што ќе биде и секако сакаме да останеме водечка сила во рамките на Европската унија, што самата по себе, самата и ја покажа својата одлучност и заложба со тоа што дозволи инструментот 50 милиарди за да задржи Украина својата
независно за подобро да се соочиме со предизвиците на новиот свет во кој што сме влегле. Пред да завршам, сакам да кажам дека зборуваме во земја која што има покажано целосна заложба од надвор. Во текот на последните 2 години, македонската одлучност на долг рок е нешто на кое што треба да се надеваме. И оваа земја е во процес на приклучување на Европската Унија, не е во војна, но беше кандидат долго време за Европска Унија. Европската Унија ќе мора да се реформира во меѓувреме, но доволно е силно да ги интегрира сите и тоа најбрзо можно. Што побрзо тоа подобро. Единствениот услов за ова е дека очекуваните реформи кои што се бараат од сите земји се извршат. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам, амбасадоре.